Денес ќе продолжиме да зборуваме за Божијата слава и тоа денес темата ќе има наслов само еден збор слава. А следната сабота, ако даде Господ живот и здравие, од слава во слава. Значи тогаш ќе кулминираме со Павловото размислување во 2 Коринтијаните 3 глава, особено со 18 стих, од слава во слава. А денес ќе продолжиме со првата ангелска вест, каде што специфично се споменува поимот слава. Па прво да ја прочитаме и потоа ќе се надоврземе на некои мисли од претходната сабота, каде се наоѓа првата ангелска вест. Токму така и до сега сите адвентисти треба да го знаат на памет тој стих. Односно сите три ангелски пораки. Значи, ќе отвориме, ајде таму. Сите имаме и различни преводи во денешно време, па не е штета да се види во различни верзии еден ист стих. Прво Јован вели и видов друг ангел, значи Откровение 14 глава, почнуваме да читаме од 6 стих и 6 и 7 се само во првата ангелска вест. И видов друг ангел како лета среде небото, кој имаше вечно евангелие, за да им благовести на жителите земни, на секое племе и колено, јазик и народ. Тој зборуваше со висок глас. Што зборуваше? Најстарите преводи што ги имаме, стихот го познаваме во верзијата Бојте се од Бога. Во овој новиот подинамичен превод, така наречениот ревидиран превод, напишале имајте стравопочит кон Бога. Не знам дали имате некој трет превод. Бојте се од Бога е доволно јасно. Се разбира, тоа можеме да го разбереме ако навистина некогаш сме имале, сме доживеале, ако знаеме од искуство што значи Божи страв. Страв Господов, како што вели псалмистот. Почеток на мудроста е стравот Господов. Бојте се од Бога, имате стравопочит кон Бога. И втората порака во веста, подајте му слава. На ова ќе се задржиме. Што значи? Подајте му слава. Зошто сето тоа го кажува првиот ангел? Зашто настапи часот на неговиот суд. И поклонете му се на оној кој ги создал небото и земјата, морето и водните извори. Ова е првата ангелска вест. Временски кога датира оваа вест? Оваа вест е врзана со време. Тоа време е часот на неговиот суд. Оваа вест прв пат почнува да се проповеда кога? Да забележиме, што зборува првиот ангел? Бојте се од Бога и подајте му слава, зашто настапи часот на неговиот суд. Првиот ангел зборува дека часот на Божиот суд веќе настапил. Не дека ќе настапи, не дека е скоро пред врата, како што зборуваме за второто Христово доаѓање, туку часот на неговиот суд веќе настапил. Затоа оваа вест првпат почнува да се проповеда тогаш кога веќе настапил часот на Божиот суд. И никогаш пред тоа не се проповедала било каде во христијанскиот свет. Кој е тој час?
кој е тоа време. Адвентистите почнуваат да ја проповедаат оваа порака од 1844 година, бидејќи тогаш, според толкувањето во Данијел, 8 глава, 14 стих, и сето останато околу тој стих, што се надоврзува и во таа книга, и во другите пророчки книги од Библијата, 1844 година е времето кое што првиот ангел го посочува, како времето кога настапил часот на неговиот суд. И ден денес дали е актуелна оваа порака? Дали важела само за тогаш? Иако потоа следи и втор ангел со друга порака, па и трет ангел со трета порака, сепак дали првиот ангел е актуелен и ден денес? Дали тоа значи дека кога се проповедал вториот ангел, или кога проповедал третиот ангел, дека првиот престанал да проповеда? Не значи. Точно е, трите ангели се последователни, но тоа не значи дека кога вториот и третиот почнуваат да проповедаат, првиот престанал и завршил работа. Првиот почнува проповеда, по некое време вториот доаѓа проповеда, првиот уште проповеда, потоа третиот настапува и проповеда, претходните двајца се уште проповедаат. Тоа така треба да ги разбереме трите ангела, а не дека кога вториот почнал, првиот престал. Затоа што, ако читате во Духот на пророштво, ќе видите дека историски првата ангелска вест се однесува на Милеровото движење, на тогашното проповедање на адвентистите. Втората ангелска вест се однесува на она кратко време од летото 1844 година, кога адвентистите биле повикани да ги напуштат, биле и масовно исклучувани, а и тие што не биле повикани да ги напуштат сите дотогашни деноминации, кои каде припаѓал. И дури со прифаќањето на саботата, што уследило малку подоцна, почнуваат да ја проповедаат третата ангелска вест, која што има врска со Божиот печат и жигот на цверот. Меѓутоа, тоа не значи дека првиот и вториот ангел престанале да проповедаат. И денес е актуелно дека треба да се напушти Вавилон. Да се отфрли секоја ерес, која што е тука споредена символично со жестокото вино на нејзиното блудство. А и денес е исто така актуелно да се проповеда првата ангелска вест. Малко да се позанимаваме со часот. Зошто првиот ангел токму во тоа време почнува ова да го проповеда? Што зарем христијанскиот свет не знаел што значи Божи страв? Зарем христијанскиот свет не знаел што значи на Бога да му се подаде слава? Зошто ангелот мора да проповеда нешто што црквата од секојаш го проповедала? И во Стариот и во Новиот Завет. Има ли тука нешто ново? Што е новото? Новото е што во тоа време, кога настапил часот на неговиот суд, веќе христијанскиот свет се наоѓал, ако не длабоко, како денес, туку барем на почеток, веќе бил отстапен, отпаднат од вечното Евангелие споменато во 6 стих. Че средината на 19 век, времето кога се појавува адвентизмот, времето кога почнува да проповеда првиот ангел, е време на големо неверство, не во Кина или Индија или Северна Кореја, кој што од секојаш било и до ден денес, туку време на големо неверство на христијанскиот свет.
Од тогаш почнува и дарвинизам, и марксизам, и комунизам, и секаков друг изам, што го споменавме. Да, и адвентизмот. Меѓутоа, тоа не постоеше како деноминација. Ниту беше Божја волја да стане и адвентизмот адвентизам, односно една нова деноминација. Божјиот план беше уште тогаш да заврши работата, уште тогаш да го заврши своето дело. Зошто не се случи тоа? Сме зборували друг пат, ќе зборуваме и во иднина, ако даде Господ живот и здравие, но сега не е тоа темата. Христијанскиот свет уште во 19. век, значи, па и уште порано, некои делови од него, особено протестантскиот свет, запаѓа во големо и тешко неверство. И тоа само се развива, се уште не се гледа, во тоа време се уште е конзервативна секоја скоро христијанска деноминација и американското општество, како најлиберално, се уште беше многу конзервативно христијанско општество, додека не се развие тој отпад во денешно време, каде што гледаме секаков неморал и во црквата, и секаква ерес, и отпад, па дојдевме до тоа дередже се поголем број адвентисти да веруваат во теоријата на еволуцијата и тоа јавно да го проповедаат. И како проповедници, како професори на универзитети и така натаму. Дали е актуелно да се зборува оваа тема? Првиот ангел и ден денес. Денес е поактуелно, отколку во 19. век. Денес најмалку луѓето знаат што значи да се има страф од Бога. Христијаните денес најмалку знаат што значи да се има страф од Бога. И што значи на Бога да му се подаде слава. Споменав минатиот пат, луѓето имаат погрешно сваќање што значи зборот слава. Значи, ние денес живееме во општество кога луѓето не знаат што е тоа слава. Она што е срамно, спротивното од слава, го нарекуваат слава. Патам речено, да споменам, денови ве гледав, случајно се разбира, интервју со еден македонски етнолог. Значи, научник по етнологија и го прашуваат овие коледарските огнови, па шо се, па паганско ли е, христијанско ли е, па и така натаму тие теми. И сега етнологов вели, знаете што, прво се огради, рече, јас не сакам да го потребувам зборот пагански. Значи, не сака ни да ги нарекува пагански. Меѓутоа, знаеш што рече? Рече дека овие огнови се една стара македонска традиција, тој исто така ќе оставим по знак прашање, но може би е точно. Нели, бидејќи сонцето е било одамна символ на македонските знамења, грбови и така натаму. Огнот е, значи, стара македонска традиција со која што нашите предци го обожувале богот на сонцето. Значи, зашто палеле оган? Паганите палеле оган за да му го прослават богот сонце, да му дадат сила на сонцето, кое што току се родило, нели? Значи, на зимската краткодневица, кое што во стариот век била на 25 декември, иако потоа се поместува 21 денес е 21 декември. Значи, најкраткиот ден во годината. И самиот човек признава, се работи, значи, за обичајно обожување на сонцето, се разбира со алкохол, со сето оно што е спротивно дури и на православната традиција, која што тврди дека до Божик Сабајлет треба да се пости каков алкохол, какви бакрачи. Значи, самите тие, па уште кога ќе видиме поп на коледарски оган, значи самите тие сведочат дека не знаат во што веруваат и дека не знаат во што треба да веруваат. Да, така испаѓа. Меѓутоа, кога нешто сакате да, ај ќе речам повторно, да славите, а не знаете шо, или колку заради јадење и пиење, тоа што не е слава. Тоа што
Тоа е нешто многу мизерно. Меѓутоа, сите пагански празници биле такви во минатото, ако се вратиме. Значи, многу месо, многу алкохол и сето тоа, кој ќе се собере, води во што? Еднакво на оргија и неморал. Тоа биле пагански, тоа било суштината на паганските празници. Луѓето одвај чекале да дојде некој таков празник, за да може да се опуштат, да се опиенат, да се прокурваат. Тоа е паганското општество било тоа. И тоа е човечката грешна природа, тоа го сака и тоа го бара. Тоа не треба да се учи некаде. Тоа е нешто што грешникот сам по себе го сака и го бара. Некакво домашно воспитување, особено христијанско, затоа што овие општества биле христијански некогаш, представувало голема кочница за ваквата разузданост, меѓутоа денеска се отфрлени сите кочници. Денес живееме, и тоа е провидоносно, како Господ да сакал, последната црква да живее во исти услови како првата, апостолската црква. Обкружена со паганство. Не во некакво христијанско општество, во како што живееле нашите предци до нашите родители, баби и дедовци. Туку во паганско општество. И во такво време да се проповеда вечното Евангелие, ако денес се проповеда вечното Евангелие, е исто така ново, како кога апостолите првпат го проповедаат. Бидејќи денес се повеќе и повеќе христијани, значи како што рековме, не знаат што е верата. Не знаат што е Евангелието. Што значи да му подадеме на Бога слава? Зборувавме минатата сабота славата, Божјата слава, прети се однесува на таа светлина, непристапна светлина, како што ја нарече апостол Павле, во која што и првите луѓе беа облечени, кога биле создадени. Но тоа е нешто што било загубено со падот во греф. Што понатаму можеме да кажеме дека представува Божјата слава? Дали Божјата слава е присутна само тогаш кога гледаме некаква светлина, како што зрачеше со таква светлина и Мојсеевото лице, семнувајќи се од Синајската гора, зашто повеќе следната сабота, ако даде Господ живот и здрави. Божјата слава ја споредивме исто така со облека. Значи, да, тоа била буквална светлина, во која што Адам и Ева биле облечени, така да речеме, иако тоа не чувствувале ништо материјално на себе, како облека, меѓутоа светлината ја покривала таа, значи без неја, тогаш биле скроз голи. Ја покривала нивната голотија. Значи, како биле создадени животните? Животните цело време се голи. Се срамат животните што се голи? Не. Но што имат животните? Животните имат крзно. Значи, Господ ги создава животните со крзно, човекот го создава без крзно, меѓутоа со што? Не го создава гол, онака. Со Божјата слава. Нешто што свети. Докажано дека сите животни се плашат од оган. Тоа исто така голем доказ дека човекот не потекнува од мајмун. Не може мајмунот во некој степен од својата еволуција да почнува да го користи огнот за своји потреби, кога до ден денес се плашат од оган, сите животни. Се плашат од нешто што блеска. Тоа е за нив страшно искуство. Зошто луѓето кога спијат на отворено палат оган? Меѓу другото, не само за топлина преку ноќта, за заштита од диви зверови. Божјата слава што светела од човекот, внесувала страв кај сите животни, иако немало потреба да се плашат од животни пред падот во греф. Меѓутоа, тоа било загубено со падот во греф. Сепак, дали тоа значи дека денес
човекот не може да се облече во Божја слава се до второто Христово доаѓање, кога повторно ќе биде прославен во новото тело и во таа божествена светлина. Дали денес можеме да ја имаме Божјата слава и без да свети? Иако кај некои луѓе, мнози не сведочат дека некои светители навистина буквално светеле, како Моисеј. Се сеќавам дека дури и сестра Анге такво нешто кажа во врска со едно наше богослужение. Видела на лицето на еден наш брат такво нешто, додека тој проповедал. Мисля, ќе се работеше за Гарсија, да, кога пред 5 години беше тука. Се едно. Дури и да не свети некој од нас буквално, со некаква божествена светлина, Божјата слава е нешто што може и денес да го имаме. Нешто што можеме и денес да се облечеме. А што е тоа? Што е таа облека? Христовиот карактер, Христовата праведност, поточно рече. И Христос се преобразил пред своите тројца ученици на гората на преображението, иако ја немал само тогаш својата праведност, кога блеснал во таа светлина, туку и пред и после тоа. Неговиот карактер, што значи да му подадеме на Бога слава, според ова? Знаете, ако четете во Стариот Завет какво било израелското општество, и таму ќе сретнете многу музика, особено за празниците. И тапани, да. И свирки, и скокање. Нешто од тоа што спомена и брат Мики мејата сабота. Меѓутоа, што било тоа? Тоа била света музика. И тоа била света радост. Тоа не било паганштина да се и пролумпуваме и да се испразниме од некакви наши фрустрации. Затоа што оној што ја чувствува светата радост, тој нема фрустрации, тој нема комплекси. Него Светиот Дух веќе го облагородил и сега тој е способен да му даде на Бога слава. Било каде во Библијата, каде што читаме да се опишува некое богослужение, особено во Откровението, кога се опишува небесното богослужение. Што гледаме таму? Дали се работи за ангели, дали се работи за херувими, серафими, 24 старешини, животни или суштества? Не за нас не идентификувани какви. Сите тие што прават? Слават. Свет, свет, свет. Постојано прават една иста работа. Го слават Господа над војските. И тоа, дори пишува на некои места, го прават ден и ноќ. Замисли, тоа е некое вечно богослужение, кое што никогаш не престанува. Кое што никогаш не здосадува. Зошто? Замислите, каков би бил тој дух? Со каков дух треба да бидете обземени, за да ви биде толку убаво на богослужението, да никогаш не сакате да се отидете од него, од црква. Замислите таква црква и такво богослужение, каде што ви е толку убаво, да никогаш не сакате да отидете, да никогаш не сакате да заврши тоа богослужение. Да сакате постојано да тече, постојано да учествувате, постојано да се менуваме сите тука, да го славиме Господа. Каков е тој дух што ги обзема небесните ангели, постојано да го слават Господа ден и ноќ и никош да не им биде досадно во небесната црква, во небесниот храм. Тоа е нешто што одвај можеме да го разбереме. Јас само кога се присетам на мојата прва љубов во Христа, значи верата, мислам, можам до некаде да сватам што значи тоа. Кога одвај сум сакал да дојдем во црква, кога одвај сум сакал да дојде следното богослужение,
Од 20 сум сакал да дојде следната сабота и така натаму. Меѓутоа и тоа не е тоа. Значи и ние имаме бледа представа што значи Божијата слава како прво, да се наоѓаш во присуство на таа шехина, која што блеска од светињата над светињите. И што значи да му дадеме на Бога слава. Меѓутоа, едно знаеме, а тоа е дека уште сега треба да бидеме облечени во Христовата праведност. За кое што Елена Вајд вели дека ниту еден конец од таа облека не е човечко производство. Тоа е се исткаено на небесниот разбој. Ние само треба да го прифатиме, да го облечеме. Меѓутоа, внимавајте, тука се прави една катастрофална грешка, која што денес, така наречената нова теологија, исто така ја турка. И ако вие не вклучувате мозок, кога читате библиски поуки или слушате проповеди, може и да ја прифатите. Ако се сеќавате досега, една поука минатиот век и една поука од овој век, има една иста илустрација на насловната страна на корицата од поуката, каде што Господ, Христос пренасликан, бела облека наметнува врз валканата облека на грешникот. Два пати, на две досегашни поуки ја имаше таа погрешна илустрација. Спротивна на вечното Евангелие, каде што и во Стариот, и во Новиот Завет, Господ вели, прво соблечете ја. Захарија, да, а и апостол Павле, на Ефесијаните што им вели? Вие го соблековте со стариот човек, човекот што се распагеше во своите гревовни желби. Се облековте во Христа. Господ прво го соблекува стариот човек. Ја соблекува, значи, таа стара извалкана, искината облека. Човекот прво треба да се испразни од себе си. Човекот треба буквално да стане гол. Повторно, да го фрли смоквиното лисие, за да Господ го облече во неговата праведност, во свадбената облека од параболата. Не може Христовата праведност врз мојата извалкана облека, значи и моите гревови, тоа е пораката на новата теорија, и моите гревови, и спасени со Христа. Не може тоа така. Затоа и црквата вака како што е денес. Не може со нашите гревови и со Христа заедно, бидејќи Христос нема ништо заедничко со гревот. Не можеме да го славиме Бога ако негуваме и грев истовремено. Не можеме. Тоа е факт. Тоа го знаете и од искуство. Сите го знаеме од искуство. Не може грешни мисли истовремено да мислам за Христа или да пеам или да го славам, ако сакам тоа искрено да го правам, се разбира. Ако сакам сега да лажам други луѓе, тоа е друга работа. Тогаш веќе сум загазил многу длабоко во гревот. Ако свесно сакам да лажам други луѓе. Вечното Евангелие, првиот ангел го проповеда на секое племе, колено, јазик и народ, и во ова последно време сите нив ги повикува да имаат страф од Бога, нешто што е одамна заборавено во христијанскиот свет, а за останатиот да не зборуваме, и да му подадат слава, нешто што денес е исто така многу неразбрано и погрешно сватено. Да, може би нам не изгледа идиотски како може да се слави христијански празник со србофолк, со цеца, со комуњарскиве глупости, значи, со еден збор.
и на тоа се смееме, бидејќи тоа е за смење, тоа е како да гледаме некоја хумористична емисија, а не богослужение и слава. Меѓутоа, ние се смееме на тоа, меѓутоа, дали ние ја правиме истата грешка само поинаку? Со тоа што имаме, можеби, тајни гревови, и сакаме да си ги негуваме и понатаму, а истовремено да му служиме на Бога и да го славиме Бога. Тоа не оди тоа. Ако навистина, а сме го имале тоа искуство и знаеме како изгледа во минатото, ако навистина сме очистени од секоја поганштина на телото и духот, а тоа Светиот Дух го прави, тогаш како изгледа нашето богослужение, нашето пеење, нашето проповедање во црква, кога е од чисто срце, како изгледа? Дали тогаш ја чувствувате таа слава? Дали тогаш ви е пријатно богослужението и вашата служба во него? Се разбира, да. Тоа е единственото што Господ го прифаќа. Служба од искрено и чисто срце. Сето друго Духот Свети ќе го надокнади. Сето друго, значи, ќе биде по Христовата заслуга. Тука ќе престанеме. Ако даде Господ живот и здравие, значи ќе завршиме следната сабота со, еве уште сега повторувам, 2 Коринтијаните 3 глава, прочитајте ја. 18 стих ќе што завршува последниот, но прочитајте ја цела глава, за да биде полесно и следната сабота да се разбере. Павле тука малку навлегува малку подлабоко во некои филозофски мисли, но не е тоа така тешко за разбирање. Значи, Мојсей, Синај, неговото лице, покривалото, и сето тоа го поврзува со темата од слава во слава. И што тоа значи преобразување од слава во слава? Зашто зборува 18 стих. Значи, 2 Коринтијаните 3 глава, за следната сабота, ако даде Господ живот и здравие, а до тогаш да бидеме сочувани и физички, значи да доживееме, да дочекаме таа сабота, но и духовно. Да дојдеме со чисти мисли, со чисти срца подготвени од Светиот Дух, да го прославиме Господа. Нека му е фала и слава. Амин.